Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме да размислуваме за оној дел од посланието до галатјаните, каде Павле објаснува што се случи по неговото обраќање. Минатиот пат спомнав дека апостолот помина 3 години во Арабија, а пред тоа го прифати Евангелието и доби повик од Исус. Прашањето кое си го поставиле голем дел од христијаните во Галатија е: дали Павле го проповеда истото Евангелие како и другите апостоли? Апостолите го примија Евангелието директно од Господ Исус Христос. Но што е со Павле? Во првите 10 стихови од глава 2, апостолот им дава до знаење на слушателите дека тој и апостолите се дел од ист тим и имаат иста порака. Стих 1. И 14 години подоцна, пак се искачи во Ерусалим со Варнава, а го земав со себе и Тит. Сметам дека ова беше навистина храбар потег од страна на Павле, бидејќи со себе го зеде и Тит, кој беше неевреин. На тој собор беа дискутирани неколку важни прашања, но најважното од нив беше следното: како луѓето можат да се спасат? Дали преку благодат или мора да го пазат и законот? Павле го зеде Тит како пример, за да им покаже на христијаните во Ерусалим дека е сосема можно некој да е неевреин, да не живее под законот и да биде спасен. Следното прашање беше: дали треба да се обреже за неговото спасение да биде официјално? Тоа беше едно од главните прашања на соборот во Ерусалим. Сакам да обрнете внимание на овој дел од посланието, бидејќи во него е опишана средбата на Павле со другите апостоли. Тој вели дека се собраа во Ерусалим со цел да одлучат дали луѓето се спасуваат и преку пазењето на Мојсеевиот закон. Дел од учителите во црквите во Галатија тврдеа дека ставот на црквата во Ерусалим е следен: секој што сака да биде спасен, мора да се обреже и да го почитува законот. Речиси сите христијани од Ерусалим беа евреи и веќе беа обрежани. Не само тоа, туку некои од нив и редовно одеа во храмот. Немаше ништо лошо во тоа. Проблемот беше во тоа што дел од христијаните со еврејско потекло се обидуваа да им го наметнат законот на неевреите како средство за спасение. Павле вели дека отиде во Ерусалим со Варнава и Тит. Мислам дека соборот за кој читаме во Дела беше првиот во историјата на црквата. Целта на апостолот Павле беше да се сретне со водачите на црквите и да им објасни дека Божиот повик врз неговиот живот е да го носи Евангелието кај неевреите. Стих 2. Влегов по откровение и им го изложив на верните, посебно на највидните, Евангелието што го проповедам кај незнабожците, за да не трчам или за да не трчав попусто. Павле беше свесен дека ако Евангелието кое го проповеда е различно од она што го проповедаат апостолите, тогаш сите негови напори ќе бидат бесплодни и напразни. Павле проповедаше дека луѓето се спасуваат преку Божјата благодат, а не со пазење на законот. Ако не беше во право, другите апостоли ќе го поправеа и ќе му го објаснеа вистинското Евангелие. Но тоа не се случи. Стихови 3 и 4. Па дури ни Тит, кој беше со мене, иако Елин, не беше принуден да се обреже, и тоа заради лажните браќа, кои дојдоа и се вовлекоа да ја гледаат нашата слобода, која ја имаме во Исус Христос, за да не поробат. Ова е навистина интересен текст. Самиот Павле вели дека помеѓу луѓето кои беа присутни во Ерусалим, имаше и такви кои ги нарекува лажни браќа, односно луѓе кои се представуваат како христијани, но не се. Апостолот вели дека нивната цел беше да ја гледаат слободата која другите ја имаат во Христос. Кога тие така наречени христијани дојдоа во Ерусалим, дознаа дека Тите не е евреин, кој, иако не е обрезан, сепак е христијанин и дел од Божиот народ. Не само тоа, туку и никој не побара од него да се обреже. Гледајќи го тоа, лажните христијани имаа избор: да го прифатат Евангелието и да живеат во слобода, или да останат робови. Тоа беше изборот пред кој се најдоа и галатјаните. Нивни за час не им дозволивме да не покорат, за да остане во вас вистината на Евангелието. Павле беше тип на човек кој не се предава лесно. Иако лажните браќа вршеа притисок за обрезанието да се прифати како предуслов за спасението и Тит да се обрезе, сепак Павле одговори со не. Тит нема да се обреже. Тој е верник како и сите останати
и е спасен преку вера во жртвата и воскресението на Исус Христос. Нема да се обреже за да го добие спасението, бидејќи тоа нема никаква поврзаност со спасението. Апостолот Павле многу сериозно ја свати ситуацијата и знаеше дека нема простор за компромис. Стих 6. А пак, оние за кои се мисли дека значат нешто, какви и да биле тие некогаш, мене ми е сеедно. Бог не го гледа човекот по лице. Тие ништо не ми дадоа. Не можеме да бидеме 100% сигурни, но предпоставувам дека апостолот Павле се сретнали со другите апостоли, а во нивното присуство биле и Варнава и Тит. Може би другите апостоли му рекле: брате Павле, веќе некое време слушаме за тебе. Кажи ни, што проповедаш? Која е твојата порака? Павле им го кажал Евангелието и останатите апостоли сватиле дека тоа е вистината и немаат што да додадат на тоа. Павле проповедаше спасение по благодат, а и апостолите го правеа истото. Тоа беше Евангелието кое Исус им го даде на сите нив. Добро е што се сретнаа во Ерусалим, да ги разговараат овие нешта и да сватат дека сите се е дел од ист тим и дека ја проповедаат истата порака. Ќе продолжам со читање, стих 7. Туку, напротив, кога видоа дека мене ми е доверено да го проповедам Евангелието на необрезаните, како на Петар на обрезаните. Како на евреите, така и на неевреите им беше проповедано истото Евангелие. Немаше никаква разлика помеѓу Евангелието на Петар и она на Павле. Тие соработуваа и ја проповедаа истата порака за спасение. Петар беше насочен кон служење на евреите, а Павле им служеше најмногу на неевреите. Двајцата апостоли имаа различни целни групи, а не различно Евангелие. И Петар и Павле ја проповедаа радосната вест за спасение по благодат и преку вера. Потоа вели: зашто оној кој действуваше врз Петар да врши апостолска служба меѓу обрезаните, действуваше и врз мене за апостолска служба меѓу незнабожците. Бог беше тој кој действуваше како помеѓу евреите, така и помеѓу неевреите. Без разлика кој проповедаше, Светиот Дух беше тој кој ги пресведочуваше луѓето за вистината на Евангелието. Според мене, вистинскиот тест за една служба не е во тоа колку добро се промовира и рекламира, туку резултатите кои ги дава. Ова треба да го имаме на ум кога станува збор за финансиската поддршка на одредени служби. Има луѓе кои добро ја промовираат својата служба, но истата не дава некои резултати. Затоа, пред да ги дадете своите пари во поддршка на некоја служба, добро е да размислите. Ако некој бара пари од вас за служба, но таа не дава никакви резултати, зошто воопшто да ја поддржите? Денес има голем број христијани кои ги трошат своите пари на погрешни нешта и на служби кои никому не се на благослов. Тоа не е поентата на овој текст, но сакав само да го напоменам, бидејќи вашите финансии ви се дадени од Бог и треба да бидете внимателни каде ги давате. Павле не бараше никаква финансиска поддршка од галатјаните, но сакаше да им даде до знаење дека неговата служба донесе плод помеѓу неевреите. Слушнете што пишува во стих 9. И кога ја познаа благодатта што ми е дадена, Јаков, Кифа и Јован, кои беа сметани за столбови, ни ја подадоа мене и на Варнава раката за заедништво и се согласија ние да одиме кај незнабожците, а тие кај обрезаните. Водачите сватија дека имаат иста порака, но треба да досегнат различни луѓе. Затоа се поделија во тимови и продолжија со проповедање. Посакаа само да ги помниме сиромасите, зашто се погрижив и точно да го исполнам. Години подоцна, токму Павле беше тој кој се потруди да собере доброволен прилог за потребите на црквите во Ерусалим, кои беа прогонувани повеќе од останатите. Пред да поверува во Христос, Павле беше главниот извор на страдање на христијаните. А откако поверува, тој стори се што можеше за да им помогне, како духовно, така и материјално. Мислам дека тоа е една од главните причини зашто Павле имаше голема желба да им помогне на христијаните во Ерусалим. Сето ова значи дека апостолот беше вклучен и во социјална служба. И мислам дека тоа е нешто кое навистина и недостасува на црквата денес. Апостолот Јаков дава многу добри и практични совети во однос на социјалната служба. Тој вели: ако дојде некој гладен во вашата заедница, не давајте му го Евангелието, туку прво нахранете го, а потоа проповедајте му.
Лично сум убеден дека голем дел од црквите треба да обрнат внимание на овој дел од Божиот повик. Не велам дека проповедањето на Евангелието не е важно, токму напротив. Но врз основа на тоа што го читам во Новиот Завет, убеден сум дека Бог сака да ги храниме душите на луѓето, но и да го нахраниме нивниот стомак, доколку имаме можност за тоа. Павле нагласува дека дел од службата е и грижата за сиромашните. Апостолите во Ерусалим го замолија да не ги заборави оние кои се во потреба. Ние не треба да им помагаме на луѓето кои се во потреба со цел да го заслужиме спасението, туку затоа што веќе сме го добиле. И како што Бог нам ни помогнал, така и ние да бидеме садови и инструменти преку кои Тој ќе им помогне на другите. Во следните неколку стихови е опишано уште едно искуство кое апостолот Павле го имаше со еден од апостолите. Конкретно со Симон Петар. Станува збор за нивната средба во Антиохија. Да ве потсетам на хронологијата на настаните по обраќањето на Павле. Прво отиде во Арабија, каде што беше сам со Господ Исус Христос. Потоа се сретна со апостолите во Ерусалим. А сега во следните стихови ќе читаме за средбата со апостолот Петар. Црквата во Антиохија во голема мера се состоеше од неевреи. Всушност, беше мешавина од неевреи и евреи, но поголемиот дел од нив беа луѓе со нееврејско потекло. Со цел да ги разбереме следните стихови, потребно е да имаме генерално познавање на состојбата во самата заедница. Кога христијаните од Антиохија се собираа за причест, тие исто така практикуваа споделување на заеднички ручек. Тоа се случуваше и во Коринт. Проблемот беше во тоа што евреите имаа строго правило да не јадат месо кое е жртвувано на идоли. Од друга страна, неевреите кои станаа христијани доаѓаа од паганска позадина и немаа ништо против тоа да јадат месо кое е жртвувано на идоли или пак свинско месо. Тоа е начинот на кој беа пораснати, но нивните вредности беа сосема спротивни на еврејските. Што мислите, кое беше решението за таа ситуација? Во Антиохија имаше две маси. Една за евреите, друга за неевреите. Иако беше евреин, Павле јадеше заедно со неевреите. Неговиот став беше следен. Не е важно дали јадете месо или не. Тоа нема да ве приближи или оддалечи од Бог. Еден ден, апостол Петар отиде во Антиохија да го посети Павле. Јадењето на нечисто месо беше незамисливо за Петар. Сетете се на настанот кога Петар беше во Јопа и Господ Исус му даде видение од нечисти животни и му рече да јаде. Петар праша: Господе, сигурен ли си? Никогаш не сум јадал нечисто месо. Иако Петар беше верник одредено време, сепак никогаш во животот немаше јадено нечисто месо. Слушнете што се случи во Антиохија кога Петар дојде на посета. А кога дојде Кифа во Антиохија, јас лично му се спротивставив, зашто беше заслужило судување. Имено, пред да пристигнат некој од Јаков, тој јадеше заедно со незнабожците, а кога дојдоа, почна да се снебива и да се двои бидејќи се плашеше од обрезаните. Еве што всушност се случи. Вака си ја замислувам ситуацијата. Петар отиде да го посети Павле. И кога дојде време за јадење, тој отиде кај масата која беше поставена за евреите. За разлика од него, Павле отиде кај неевреите и јадеше заедно со нив. По оброкот, Петар и Павле отидоа на прошетка надвор. И Петар му рече: Павле, забележав дека јадеш на масата поставена за неевреи и јадевте свинско месо. Павле одговорил: Да, така е. Петар продолжи: И вкусно ли е свинското? Никогаш во животот не сум пробал. Павле рече: Превкусно е. Петар го праша: Мислиш ли дека ќе биде во ред и јас ако пробам малку? Павле одговори: Па да, зошто да не? Слушнав дека утре ќе има многу вкусни свински ребра. Петар одговори: Мислам дека ќе јадам на вашата маса. Следниот ден, Петар седна да јаде со неевреите. Мошне срамежливо и нервозно, побара да му дадат свински ребра и му рече на Павле: Вкусни се, а? Павле му потврди и рече: Кога си под Божјата благодат, не е важно што јадеш или не јадеш, бидејќи тоа не прави никаква разлика. Месото нема да те одвои од Бог, ниту пак ќе те приближи до Него. Петар вкуси од ребрата и му се допаднаа. Петар со нетрпение очекуваше на вечерното собирање да проба уште некој специјалитет направен од свинско месо. Но кога влезе во просторијата,
свати дека и некои од старешините од Ерусалим се дојдени на посета. Со оглед на тоа што не сакаше да биде виден како јаде свинско, Петар одлучи да седне со евреите и да јаде со нив. Павле го забележа тоа и слушнете ја неговата реакција. Стихови 13 и 14. Заедно со него лицемереа и другите јудејци, така што со нивното лицемерие беше заведен дури и Варнава. А кога видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина, му реков на Кифа пред сите: кога ти, кој си јудеец, живееш како незнабожците, а не како јудејците, зошто тогаш незнабожците ги принудуваш да живеат јудејски? Поентата е што Петар имаше слобода да седне каде што сака и да јаде со кого сака, но не постапи согласно слободата која ја има во Христос. Кога јадеше со неевреите, уживаше во тоа, а кога дојдоа евреите, седна подалеку од неевреите. Преку своите дела покаже дека јадењето со неевреите е погрешно. Не дека навистина го мислеше тоа, но постапи лицемерно. Му се допаѓаше свинското месо, но не сакаше евреите да го видат дека ја јаде таа храна. Со таа негова постапка, Петар всушност како да сакаше да каже дека не е добро да се јаде на иста маса со неевреите и неевреите треба да им се придружат на евреите. Павле вели: во Христос ние имаме слобода. Можеш да јадеш свинско месо, а ако не сакаш, не мораш. Денес има некои христијани кои свесно или несвесно се обидуваат да ги стават другите во рамка и да ги ограничат во однос на некои нешта за кои Господ ни дал слобода. Иако тоа го прават добронамерно, сепак сметам дека можат да направат голема штета со нивните ставови. Иако ненамерно, сепак можат да го представат Господ Исус како некој диктатор кој на своите следбеници не им дава никаква слобода. Но Исус не е таков. Тој сака да живееме во слободата која ни ја обезбеди на крстот на Голгота. Затоа треба да бидеме многу внимателни кога некој сака да ни наметне правила кои Бог не ги бара од нас. Бог не спаси и затоа не треба да се впрегнуваме во јаремот од кој тој не ослободи. Со тоа ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.